Последните неколку недели из Куманово се врши класично собирање на харач на граѓаните од страна на владеачката ВМРО-ДПМН и нејзините институции. Инспектори од УЈП, од Штип, Крива Паланка и други градови чукаат на вратата на секој дуќанџија и во ист момент му изречуваат казна и го затвораат неговиот објект. Куманово во последните денови излепено во жолта трака на УЈП. Бизнисот во Куманово се претвара во парализиран пациент кој лежи во болничка постела и бара помош. Додека СДСМ и градоначалникот Дамјановски прават напори за привлекување на инвестиции и за отварање на нова индустријска зона, вие, господа ДПМН, ги затворате веќе постоечките. Денеска е кулминација на работата на УЈП. Затворени се голем дел на објекти. Прашуваме, дали сето ова е смислена конструкција од страна на ВМРО-ДПМН за да се докажат пред нивната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, која денеска е во посета на Куманово за да возврати на УЈП за претходната лична услуга дадена од нивна страна. Во име на СДСМ ве повикуваме да го оставите овој град слободно да дише, да ги оставите луѓето честно и одговорно, домаќински да работат и да заработат за своите деца и семејства. Кумановци се одговорни и честни луѓе. Сменете го односот кон нас. И ние сме државјани на Република Македонија и ние имаме исти права и должности како секој граѓанин на оваа држава. Благодарам. Дали имате некои прашања? Добро, вие зборувавте за УЈП. Каква е ова гужва овдека? Таа гужва што ја гледате уште еден еклатантен пример за несовесната и нестручната работа на администрацијата која е под ингеренција на Министерство за земјоделие. Односно, честните земјоделци се претвораат во административни чекачи и послушници на администрацијата на ова земјоделство, на ова Министерство за земјоделие. Можете да ни открадете информациите дали стапивте во контакт со правата земјни приходи или слично? Нашите информации се врз основа на бројни јавувања на наши сограѓани кои очајно бараат помош од општината да ги заштитат и од нас како партија. Дали освен апел во медиумите ќе помогне општината на некој друг начин? Сите легитимни постапки кои што може да се преземат од страна на нас како партија и од страна на општината, верувате дека ќе бидат преземени да престане ова лудило на оваа владеачка гарнитура. Благодарам.